Што е најдобро за едно семејство? Кога е заедно и кога секој добива се. Со Relax Family, единствената тарифа за целото семејство, добивате една заедничка предплата, бесплатни телефони за секој член во семејството, бесплатни разговори и SMS во семејството, бесплатни разговори со опција 0 кон T-Mobile и T-Home. И промотивно, неограничени разговори во најголемата мобилна и фиксна мрежа. 6 месеци. Само со Relax Family, секој член во семејството сега добива се. T-Mobile. Сдруженијето на возачите на Скопје е лидер по број на регистрирани возила и располага со 4 станици за технички преглед, кисела вода, Ченто, Карпош и Даме Груев. Сдружение на возачите на град Скопје, секогаш прв избор. За вистинска заштита на вашиот мотор, Лубекс моторни масла, произведени според европска технологија, Мак Петрол. Направете го првиот чекор во вашиот нов дом. Со стамбениот кредит на Стопанска банка и овој пат ги добивате најповолните услови. Аплицирајте веднаш и добите попуст 50% на административните и на нотарските трошоци. Побрзајте, промотивната понуда трае до 31 мај. Стопанска банка. Добре дојдовте дома. Чека сега да идеме на Facebook да се провериме. Сакаш да се адниме? Ако адниме бе, Ајде, не е проблем. И ќе ми стиснеш лайк после? Сурфај безгрижно, каде и да си. Избери Mobile Surf пакет според твоите потреби и сурфај слободно. Колку и да сурфаш, нема да платиш повеќе од износот на пакетот. Активирај веднаш на 140 140. Значајни бројки годинава го одбележуваат 7-годишното работење на двата пензиски фонда од вториот столб на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување. Во месец февруари, вкупното членство во двете друштва ја надмина бројката од над 300.000 членови, а до крајот на годинава нето средствата на двата фонда ќе надминат износ од 300 милиони евра. Ако се земе предвид дека од можни 7 години, речиси 5, двете друштва, КБ, прво пензиско друштво, и НЛБ, нов пензиски фонд, работат во исклучително сложени услови, предизвикани од сите досегашни кризи, финансиска, економска, должничка, тогаш било кое позитивно работење може да се смета за успех. Ово особено се однесува на инвестирањето на средствата во странство, при купување на обврзници, акции и други харти од вредност. Годинава се завршуваат 7 години како започна да се применува вториот пензиски столб кај нас, тоа задолжителното пензиско капитализирано осигурување. Капитално финансирано осигурување. Пензиско осигурување, да. Ме интересира како ги оценувате овие 7 години со оглед на тоа што измина многу турбулентни времења. Значи, системот почна да работи од 2005 кога се конституира двете пензиски друштва, а оперативно почна да работи од 1.1.2006. Значи, системот као таков работи 6 години и некој месец, со тоа што оваа година се навршуваат полни 7 години од како почна да работи овој систем, во кој што имаше периоди на економски, конјунктурни процеси, изголемување, порасти и така натака. Но за жал, добар дел од овој временски период го офати и период на рецесија, финансиски турбулентни движења кои што не за жал одбегнаа ниту нас. Како и да е, 2006-2007 во тој сегмент беа исклучително позитивни со големи порасти, а период кој што е од 2008 до 2011 во доминантна, да кажем, во доминантен период го одбележа падови и финансиски ризични години кои што носеа големи загуби, зборувам за надвор. Оно што е карактеристика на пензискиот систем во рамките на приватните пензиски фондови, можам да кажам дека е период во кој што сепак пензиските друштва се справија со тие ризични ситуации и за своите членови остварија солидни приноси. Оно што е карактеристика, а што може би треба да го кажеме, дека приносите, да кажеме, за НЛБ, нов пензиски фонд за минатите 3 години
изнесува 8,8% на годишно ниво. Зборувате како да е завршена кризата, иако според многумина и оваа 2012-та, може би 13-та, ќе има исти карактеристики како и претходните 3 години. Значи се уште турбулентни времења, особено должничката криза е опасна во Европа и така. Оно што е присутно во последниве десетина година, тоа е општа глобализација, така да сите негативни движења пред се, као и позитивните, не одминуваат ниту нас. Значи, Фукушима минатата година, кризите во Африка, веројатно и некои други кризи, може би Азија и така натака, кои што дефинитивно носат како придобивки, така и загуби на глобално ниво и посредно или непосредно се преливаат и кај нас. Кој може да даде со гаранција проценка дека 2012 ќе биде успешна или неуспешна, дали ќе биде кризна или ќе биде година во која што ќе се донесе сепак некоја си конјунктура и проценките беа дека ќе биде исто така променлива. Со да кажеме сепак неизвестна завршница во смисла дали ќе биде позитивна или негативна. Веројатно јас се надевам у најмала рака би било добро да е неутрална, ако не позитивна. Оваа година се одбележуваат и две значајни бројки. Двата пензиски фонда ќе имаат 300.000 членови, според новиот начин на осигурување, во вториот пензиски столб, и ќе надминат на бројка 300 милиони евра прибрани средства. Во февруари месец дефинитивно дека вториот столб како таков надмина бројка од 300.000 членови, што е навистина респектабилна бројка. Со тоа што мојот надеж е дека и проценката дека годинава задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ќе заврши со исто така некоја си магична бројка со надминати 300 милиони евра со кои што управуваат пензиските друштва. Се поставува прашањето во вакви турбулентни времења, овие 300 милиони евра, односно колку да се дел сигурно и кај вас прибрани, а оној сегмент каде да се пласираат и каков принос да се оствари? Секако дека првата рамка тука е законот кој што дефинира основна рамка за инвестирањето. Вториот сегмент се нашата стратегија за инвестирање и сите оние оперативни одлуки кои што дефинираат каде да ги инвестираме средства. И трета, да кажеме, е моментална состојба на пазарите. Сосема јасно дека друштвата имаат обврска да работат во полза на своите членови. И оно што останува како принос, останува во целост на своите членови. И дека оно што е, да кажеме, основна премиса при инвестирањето на и доброволниот и задолжителен пензиски фонд обврска на друштво, тие да ги инвестира со некои принципи кои што ги дефинира закон и кои што исто така ние ги применуваме, а тоа е пред се почитување на принципот на сигурноста, диверзификација на ризик и ликвидноста. Јасно е дека во турбулентни времења помалку инвестираш во ризични инструменти, односно кога се конјунктурите, инвестираш, да кажеме, можеби не во ризични инструменти, туку во инструменти кои што имаат потенцијал за поголем принос. Тоа и го потврдува уствари и нашиот резултат, кој што ако го гледаме и од почетокот на инвестирањето, ја надминува стапка годишен пораст од 4%. Да. Инаку вашиот таргет беше инфлација плюс 1. Да, за задолжителен тој бенчмарк или репер кој што ние го дефинираме како некој си минимален принос кој што би требало да го оствариме, а тоа е инфлација плюс 1% поен за задолжителниот пензиски фонд, односно инфлација плюс 2% поени за доброволен пензиски фонд. Сепак во пласманите на вашите средства надвор имате доста законски ограничувања каде се може да ги пласирате, да кажам, земјите на Северна Америка, Европска унија, Јапонија, ОЕЦД. Така е. Оно што го дефинира закон пред се инвестирањето во државите кои што се членките на ОЕЦД и кои што имаат соодветен кредитен рейтинг. Што значи тоа? Тоа пластично значи дека можеби некои држави од Европска унија кои што немаат соодветен кредитен рейтинг, не ни се во рамките на дозволени инструменти. Тоа автоматски значи дека и нашиот регулатор пред се секогаш
во таа законска рамка ги има во предвид државите кои што сепак носат некоја си известност во инвестирањето и кои што при нашите пласмани сепак ќе донесат многу пониско ниво на ризичност. Освен во странство, каде што може да инвестираат друштвата до 50%, може да се инвестира сосема јасно и во Македонија, во соодветни инструменти, пред се сигурни. И во тој сегмент најмногу може да се инвестира во државни харти од вредност до 80%, во банкарски депозити до 30%, во акцијско портфолио до 30% и така натаму. Дали чекате регулаторот да ви каже во кои земји можете да инвестирате или сепак имате и ваши информации и следење на пазарите со оглед на тоа што добри примери се например Франција и Италија долго време го кријат својот долг према надвор. А тоа автоматски значи дека и нивните и од инвестициски фондови, банкарски куќи така натаму дека сепак се ризична група. Како што ви кажува и преска, значи секогаш кога се одбира инструмент во кој што ќе се инвестира, постојат и така наречени квалитативни и квантитативни ограничувања, освен овој примерен сегмент кој што го дефинира ризичноста на државата и припадноста на клубот на ОЕЦД. Јасно е дека друштво секогаш со должна почит кон сите можни ризици кои што може да се јават, внимаваат во кои инструменти и во кои држави ќе инвестираат. Така да одбегнување на потенцијално ризични држави од типот на не знам, Грција, Португал и така натака сепак Ирска. Се шири, да. Тие се веќе познати. Да. Тие се познати, дали ќе се појават нови, се надевам дека нема, но како што кажав, сепак друштвото при инвестирањето, оно што е примерен репер за незе, е пред се сигурноста во која што, да кажеме, одбир на инструменти во кои што ќе вршат инвестирање. Вие сепак и самостојно прибирате податоци без оглед што ќе каже. Законодавец ја дал рамка. Во рамките на тоа, друштвата дефинираат ниво на ризичност и дефинираат, да кажеме, пожелни инвестирања во соодветни сегменти. Тоа е оно што друштвата имаат обврска да го дефинираат према јавноста, додека самите инвестирања се вршат во рамките на секоја од друштвото. Избор на соодветни инструменти. Да се задржим уште малку на надворешниот пазар. Што се случува со можноста за инвестиции во овие сега како што ги популарно нарекуваат БРИК земјите, Бразил, Русија, Индија, Кина, најбрзо растечките економија, каде што веројатно сигурно приносот би бил поголем ако таму се инвестира. Моментално. Ограничени сте се уште, така? Во тој сегмент дефинитивно дека не можеме да инвестираме. Секојаш држава, друштвата даваат и своји сугестии за измени и проширување на тој инвестициски хоризонт во кој што ќе може да се инвестира. За сега тоа не се дозволени инструменти, но гледајќи го минатогодишниот дел на измените на закон во кој што ни се проширија, да кажеме, сегменти на дозволени домашни инструменти, како што се општински обврзници, како што се private equity фондови и така натака, верувам дека во иднина и тој надворешниот сегмент ќе ни се прошири и ќе можеме да инвестираме и у тие, да кажеме, брзо растички држави, но кои што може да носат и нешто малце повисок ризик. Како ви сработката со регулаторот, со оглед на тоа што се движат овие случувања општествени економски со неверојатна брзина, дали вие имате соработка добра да можете да наметнете ваши ставови, дали се прифаќаат? Мислам дека Вие во секој случај доцните што не инвестирате во БРИК на крајот на крајштата, така? Веројатно, но како што кажам, пензиското осигурување е процес на долги стази. И не треба да се гледа тоа што е пропуштено на кратките стази, бидејќи пред се работи за социјална dimenzија. Сепак ние зборуваме за систем од кој што идните пензионери ќе вадат потенцијална пензија, што дефинитивно не би требало во никаков сегмент да го предизвика зголемување на ниво на ризичност. Што се однесува до соработка со нашиот регулатор, Агенција за супервизија, можам да кажам дека е повеќе него ли солидна, дури можеби на повисоко ниво,
Мапас е кооперативен во делот на соработка и во делот на сугестии кои што ги даваат друштвата. Не секогаш ги прифаќаат нашите сугестии, веројатно можеби ние сме малце понетрпеливи во некои сегменти и би сакале малце повеќе, они повеќе го гледаат од тој посигурносен аспект кој што треба да го има и регулатор. Значи тука треба да се спомне дека друштвата, банките кои што вршат улога на банка чувар, као и МАПАС се во рамките на Министерство за труд и социјала, као една кровна институција во чији рамки работиме сите ние. Што се случува со инвестирањето на домашниот пазар? Друштвото се јава во сите дозволени сегменти на домашниот пазар, значи као што се работи за издавање на државни записи од страна на државата, као што, да кажеме, има и други некои инструменти кои што се дозволени пред се активско портфолио и така натака. Мислам дека пензиските фондови сега веќе се јавуваат како инвеститори кои што можеби го носат оно што е движењето на пазар. Тоа е тоа. Имате ли ограничување да купувате, например, акции од некои компании? Да, како што кажав и преска, се работи за квантитативни и квалитативни ограничувања. Квалитативно ограничување, односно квантитативно ограничување дека пазарна капитализација на домашна компанија не може да е под 7 милиони евра. Што значи дека секоја компанија која што има помала пазарна капитализација, дефинитивно дека не ни е дозволен како инструмент. И некои други. Во Македонија се уште ја нема онаа транспарентност. Колку навистина вреди една компанија? Колка е вредноста на нејзините акции и така натаму? Верувам. Имате тука сигурно проблем. Да, верувам, како што верував и порано, дека нашиот пазар е навистина поценет, иако странските пазари веќе доаѓа до некој си ниво кое што било и 2007-2008, нашиот пазар навистина е многу поценет, веројатно има и некои други движења кои што влијаат на толку ниска цена. Оно што исто така треба, како и другите регулатори, можеби и ние како институционални инвеститори на домашен пазар, да ја зголемуваме свеста за тоа корпоративно управување, значи за нешто што се нарекува транспарентност, отвореност како према носители и иматели на акциски портфолија, така и према сите оние кои што се дел од јавноста и кои што можеби ја пратат работа на тие акционерски друштва. Паралелно со вториот започната активност и веќе функционира и третиот доброволен пензиски стол. Да. Како таму работите? Третиот стол почна оперативно да работи од 15 јули 2009 година. Може би беше оптимистички да се гледат и анализираат некои успеси или резултати за 2009 или 2010, бидејќи се работише за сосема нов инструмент, односно сосема нов продукт, но еве можеме да видиме дека 2011 а и 2012 почеток системот почна да фаќа, да кажеме, све поголем момент на движење, имаме све поголем, да кажеме, интерес на корпоративни клиенти кои што отварат професионални пензиски шеми за сите или за еден дел од своите вработени и така натака. Свеста пред се ка луѓе, мислам дека почнува да размислува и во делот на пензиско осигурување. Доброволно. Како стојаме со бројките таму, некаде околу 3000 членови, колку имате на евра до сега? Околу 3800 члена беа со 31 декември 2011 и 1,16 милиони евра. Исто така со 31 декември 2011. Да. Мал рекапитулар, тоа е нешто поризичен, така во пласманите од вториот? Да, како што кажав. Или неколи поотворен? Значи, оно што е карактеристика на доброволно пензиско осигурување е членување на било кој што исполнува услови да има минимум 15 години или максимум 17, да не е пензионер. Значи, тука може да членуваат како вработени, така и невработени, за кои што може сами да вршат уплати или некој трет и така натака. Затоа украјна линија остваруваат и соодветни даночни бенефиции. Било индивидуалци кои што членуваат, било компаниите кои што плаќаат за своите вработени. Тие се ослободени од плаќање? Да, постои ограничување при остварувањето на право, односно при тие даночни бенефиции. Тоа е нормирано до
4 просечни бруто плати остварени во Република Македонија за минатата година. Тоа минатата година беше износ од цирка 120.000 денари на годишно ниво. Лимитот колку може да внесуваат месечно, некако е квартално или како е? Доколку го просечеме, било фирма, било работодавец кој што организира пензиска шема, било индивидуалец, у просек на месечно ниво може да внесува до цирка 10.000 денари при што ќе ги оствари сите оние даночни бенефиции. Тоа своето право може да го оствари со месечни уплати, со квартални, со полугодишни, со еднаш годишно и така натака. Минималниот колку е? Минимален нема. Нема ниту препорача, сосема јасно дека секој може да направи некоја пресметка, да направи да кажеме логика колку може месечно да уплаќа и у крајна линија врз база на тоа да се направи математика во период од 20, 30 или 10 години со какав предпоставен износ на средства ќе може да располага. Третиот столб се базира на средства, како индивидуална, така и колективна на самите менаџери, работодавачи. Меѓутоа, кај нас се уште нема голем оцив за овој вид, да кажеме, пензиско доброволно осигурување. Каде го лоцирате проблемот? Дали може би до вас, маркетиншка презентација? Оно што е, да кажеме, обврска на друштвата, а и оно што е, да кажеме, оно што е реално што ние го работиме, пренос на придобивки кои што ги носи доброволно пензиско осигурување и тоа го даваме како на индивидуалци, така и на работодавачи. Факт дека нема голем број, условно кажано, 3800 или скоро 4000 сега веќе, не е ни толку мал факт. Значи, сепак над 1 милион евра прибрани пари исто сметам дека не е лош резултат, поготово за финансиски продукт кој што е нешто што е стандард надвор, но сепак се уште е релативно нов на нашиот пазар. Реално, од таа страна, значи би кажал дека резултатот сепак не е лош. И сметам дека со годините тоа ќе станува све позначаен и позначаен фактор при финансиско развитие. Стандардот е врзано, сигурно. Сосема јасно. Но као што е стандард, да кажеме, освен продукти кои што се трошат дома, да кажеме и потрошувачка која се работи за цигари, за телефонски услуги и така натака, сметам дека секој може би требало да размисли и што ќе му се случи по период на пензионирање. Уште еден факт. Имаме над 200 компании и фирми, како сакате наречете ги, кои што веќе остварија или веќе направија пензиска шема. Тоа веќе само говори дека и свеста кај работодавците расте со придобивки кои што законодавец ги предвидел со формирање на доброволно пензиско осигурување. Ако вториот е задолжителен, третиот е доброволен. Така. Дали сметате дека се наоѓате на терен каде што сепак имате и поголема конкуренција? Тука се инвестицијските фондови, може би осигурителните компании со животно осигурување. Искрено да бидам, не би ги третирал како конкурентски продукти, туку како сосема логични продукти за сосема логична цел. Оно што е искуство од надвор, можеме ние да се осврнеме на оно што е во, да кажеме, блиска околија, да кажеме, оно што е принцип и оно што е пракса на Запад, дефинитивно дека сите тие продукти меѓусебно рамноправно постојат на пазарот и за секој од тие продукти постои соодветен интерес. Секогаш би дал предлог на секој, толку има сосема јасно доволно парични средства да инвестира во сите, затоа што секој носи обезбедување од соодветен ризик. Значи тука пред се свесноста кај нас постои за нешто што се нарекува депозит. И доминантно луѓе размислуваат во тоа е јасно добра порака, бидејќи дава една слика на сигурноста на банкарскиот сектор. Пред се, значи, и финансиска сигурност на една држава, пред се и треба да почива на сигурноста на банкарскиот сектор. Поверувам дека и во следниот период свеста за сите останати продукти, меѓу кои што е доброволно пензиско осигурување, ќе станува нешто што е де факто норма при некој си размислување за некоја си перспектива и иднина.
ова свесност веројатно ќе има и психолошки момент. Сето ова ќе зависи од стабилизирање на оваа должничка криза, на зголемување на вработеноста овде, на стандардот и така натаму. Тоа е несомнено. Значи, без да имаме широка база на луѓе кои што реално работат, примаат високи плати, за разлика од, да кажеме, може би сега просечни 330-350 евра. За жал, тие се уште се многу пониски од она што е пракса во екс-источна Европа и Западна Европа, но од друга страна тоа е можеби и предноста, бидејќи веројатно некој си следен инвестициски циклус кој што би го офатил делот на југоисточна Европа, не би требало ни нас да не одмине, бидејќи тоа е една од компаративни предности покрај она што се нарекува стручна работна сила и така натака, добар географски положај, активности на влада кои што се прават во тој сегмент и така натака. Што бидат вашите анализи? Како ќе се одвива ова 2012, може би 2013, во склоп во кој сте и вие и државата и другите финансиски институции, поврзано со должничката криза, се би ја нарекли економска? Значи, оно што е карактеристика за цела 2011 и за првите 3 месеци од 2012, големи обиди и напори од Европска Унија за регулирање или за увлажување на економската криза, која што пред се ги погоди тие периферни економии од Грција, Португал, Ирска, Шпанија. Свесни сме и за можна Италија и така натака. Јасно е дека и Америка во тој сегмент прави обиди и таа да се на некој начин структурира во делот на сервисирање на обврските кои што ги има и така натака, проблемите кои што ги имаат и другите големи економии. Но верувам дека сите тие напори сепак ќе вродат со плод, бидејќи неизвестноста и голема ниво на неизвестност и ризичност сепак на никого не му води во полза. Јасно е дека државите од така наречена БРИК, да кажеме, група на држави, ќе има се поголемо влијание во тој сегмент, веројатно и некои други држави кои што не се моментално членки на тој клуб, како да го наречам, но и тие ќе се го донесат својот, да кажеме, се надевам сепак позитивен ефект на глобална економска ситуација во светот. Ризичност од пласирање на средства и остварување на приноси останува? Апсолутно сигурен инструмент дефинитивно дека не постои. Оно што некогаш беше сигурен или скоро апсолутно сигурен на тоа беа државни обврзници, се покажа ке Грција прилично илузорен, што веројатно малце го наруши тој концепт на сигурноста на такви инструменти. Но како и да е, пензиските друштва со тој сегмент се справија окей, донесоа сепак принос на своите членови, така да верувам дека во иднина со соодветна почит ќе ги гледаат сите можни ризици кои што можеби може да се појават во системот. Очекувате ли да има и некои реформи во нашиот пензиски систем? Посекувате ли? Потребни ли се? Систем кој што е конзервативен и кој што нема промени, дефинитивно дека не е успешен систем, затоа што се менуваат околности, амбиент се менува. Оно што се навестувања, тоа е дека веројатно се размислува за примена на така наречен систем на мултифондови. Нашиот регулатор исто така размислува. Што значи тоа мултифондови? Па тоа значи со оглед на годините кои што ги има некој од членовите, тоа значи примена на ниво на ризичност при инвестирање за него. Што значи тоа пластично? Некој што има 20 или 25 години и кој што реално то остварување на пензија има цели 40 години, веројатно на самиот почеток може да го одбере фонд во кој што ризичноста ќе биде на нешто повисоко ниво заради остварување на повисоки износи на принос. Луѓе као ја, кои што се со над 40 и кусур години, веројатно немаат веќе толку долг период за инвестирање во инструменти кои што можеби носат, кои што се ризик. И при тоа, значи за такви, да кажеме, лица кои што ќе имаат пократок период за
одење во пензија, соодветен ќе биде инструмент кој што носи многу пониско ниво на ризичност и така натака. Значи, во такви рамки се движи размислувањето, веројатно во следниот период ќе се ефектуира тоа размислување во некој конкретен предлог доколку до него и дојде. Она пензиска шема на прибирање на средства и оној дел што оди задолжително во ПИО. И дел кај вас ќе се менува ли тука структурата? Искрено да ви кажам, се надевам дека нема, бидејќи пред се работи за конкретни уплати на конкретни сметки. На таков начин, а тој сооднос у моментот е 65% останува во ПИО, со кој што се сервисираат тековните пензионери, а 35% се насочуваат кон соодветни индивидуални сметки во вториот стол. Да, идејата ми е дали ќе се менува соодносот, бидејќи вие би требало со тек на време да ги преземете сите вработени. Па искрено да ви кажам, неам сознание за таква некоја активност, но бидејќи е релативно млад систем, кој што вклучува задолжително сите нововработени по 1.1.2003 година, тоа ќе значи дека умеѓу време сервисирање кон обврските кои што системот на генерацијска солидарност го дефинира, а тоа е сервисирање на тековните пензионери со тековните уплати. Исто така ќе треба да функционира. Значи, веројатно уште некои 20 кусур години ќе потрае додека не се заврши, да кажеме, тој циклус на вклучување на сите вработени во вториот стол. Да. Благодарам за разговорот. Хвала и на вас.